Продолжуваме онаму каде што застанавме. Верувам дека сме доволно интересни од почеток до крај, така ќе биде и во овој последен дел од она што секогаш имаме за вас да го подготвиме, каде што покажуваме фотографии и некако повеќе ви ги доближуваме нашите гостинки од она што го раскажавме во првиот дел. Тука би сакала да започнеме да ги споделиме фотографиите за Ангела, бидејќи споменавме нешто поразлично, креативно што таа го работи и практикува. Може ќе го погледнеме и незиниот татко за кој што разговаравме во првиот дел, но ајде. Фотографиите од Ангела да ги погледнеме на екран. Ангела, се надевам дека ги гледаш фотографиите, јас ќе замолам и малку да ни го доближат екранот, за да не видиме вака да... Благодарам за нашиот драг колега Бубе Домазетов, кој е тука за се. Ангела, слободно коментирај ги фотографиите, што гледаме тука. Да, тука сум јас на годинка и пол во Охрид, во Свети Наум, кај што сум крстена со мајка ми и брат ми. Имам брат, иначе 2 години постар. Што се бави вашиот брат денеска, иако тука го гледаме во една различна? Да, мојот брат неверојатно се занимава исто така со јога. Така, значи цела фамилија. И он држи часови јога, меѓутоа исто и клинички психолог, се занимава со коучинг. Интересно. Да. Убаво поврзување на нештата. И да, ова сум јас. Исто во Охрид? Не, ова сум дома во куќата во дворот. Кое мало е ваше мало? Моје мало е Тафталиќ. Најубавото мало во Скопје? Па сега оваа слика би искоментирала, тука сум качена на една скала. Не знам колку имам, веројатно некај 4-5 години. Да береш среши. Да, имав една анекдота тука, значи многу интересно што татко ми секогаш различно пристапуваше према мене и брат ми. Зошто? Да, бидејќи си беше психолог, си разбираше работата, ние бевме многу различен темперамент. И за оваа слика има една анекдота. Викаше секогаш ќе излезете надвор и ја ќе ви речам само не се пентарете по дрва или не знам не се качувајте на гранките. И вика брат ти ќе речеше добро и си фаќа нешто друго да прави. Вика, после 2 минути ти си качена највисоко на скалата и не можеме да најдеме. Така да, тоа беше... Значи ти си обратно, тоа што ќе ти се каже да не го правиш, ти тоа го правиш. Ова ни е првиот одмор како фамилија. Ова е вашето цело богатство. Да, како фамилија од Петка. Првиот одмор. Канал 5, тоа е. Имате 3 дечиња, вашиот сопруг? Да. Колку се сега возрастни децата? Па големото е 7,5, а близнаците се 3,5. Супер. Следна фотографија. Супер. Еве го. Зборувавме, еве го креветот кој што го зборувавме и една така едноставна позиција. Па ова е јога позиција. Ова е јога позиција, значи реформерот е интересен што и кога го Џозеф Пилатес кога го има измислено, тоа било комбинација помеѓу гимнастика, јога и боречки вештини му бил неговиот принцип на работење, се викал контролоџи, не се викал Пилатес, по него е крстен после Пилатес, од него го има добиено името. Иначе било комбинација од неколку различни вештини. Да, ова е во ритуал. Колку треба предзнаење за да ова може да се практикува? За мене е многу тешко да кажам, јас сум израсната со овие пози, понатака има слики и ќе видите. Иначе, добро, ова не е толку тешка позиција за да ја изведе. Можеби сега баш волку исправено да застанеш бара поголема флексибилност, меѓутоа не е некоја тешка позиција да се добие. Колку да речеме по емисијата не гледате сите нас пет на оваа позиција. Колку да речеме може да се зголеми со текот на годините таа флексибилност? Па може многу да се зголеми, да. Со редовно вежбање може многу да се зголеми. Ова е некоја ова е многу интересна фотографија. Да, криво ми е што тука не ми се гледа стомакот. Оваа фотографија е направена 15 март, а тоа е месец и пол пред да се породам со првото дете. Така. И јас се решив дека треба да срушам цела куќа и да почнам бизнис. Најчесто реновираме, кречиме. Не, ова е студиото, ова е ритуалс. Така. Значи јас месец и пол пред да се породам, се наоѓам во овој хаос. Мислам, сосема наивно влегов во светот и во бременоста и да. Типично за жена, мајка и почнување на бизнис. Вашиот брат или вашиот сопруг? Мојот сопругот, да. И од оваа гледна точка браво за сопругот. Да. Каква поддршка секоја чест.
Убава новогодишна фотографија. Да, оваа слика ја ставив затоа што имам пријатели, односно другари, што ми се како второ семејство и стално ме зизат нас кога ќе нас спомнеш на емисија, викам сега ќе ме спомнам. Да. Значи особено сум горда на другарите што ги имам. Ние сме големо друштво, измешано машки и женски од основно и Браво. до ден денеска сме заедно, блиски, буквално како И се дружите семејство. со деца, со се. Да, и покрај тоа што дел од нив не живеат во Македонија, сме останале значи на Убав најблиски контакт, супер. пријатели. И оваа фотографија е богатство затоа што се Да. пријателствата такви. Супер. Ова сме јас и брат ми во... Го споменавме, Да. убаво е една фотографија од него. Да. Со дозвола или без се фотографијава? Па не го прашам, искрено. Ама Да мислам знаме дека дали нема, има да, постапка. нема да се налути. Ова е фотографија кај брат ми на свадба сега, летово, кај што сме цела фамилија, еве мајка ми, татко ми, брат ми, моите деца и колку што гледам, да, и неговата киркичка. Супер. Комплетни. Да, сопругот му недостасува. Оваа фотографија испратив исто интересна приказна. Бидејќи имам завршено правен факултет. И покрај тоа што завршив правен факултет, отидов и на магистерски и после продолжив да полагам правосуден. Меѓутоа јас од втора факултет мислам дека више знаев дека Нема сакам да го тоа работите правам, тоа. ама продолжив до крај. И имав договор, нели, правосуден кога се полага, се спремаш една година, имаш пракса, па полагаш правосуден и после се чека доколку не успеш да положиш некој испит, имаш рок после 3 месеци, мислам дека беше, за повторно да полагаш. И јас полагав во декември беше тоа, 2015-та, имав договор со моите направено, доколку положам све од прва, да ми дадат месец дена да одам негде кај што е топло. И си ги спакував кофирите, положив све од прва и Каде отидов заминавте? сама во Доминиканска република. Одличен избор. Да, отидов сама во Доминиканска република со бекап план дека сакам да останам таму малце подолго, ама не пријавувам дома и тоа беше моето прво официјално вработување во Доминиканска република, си најдов работа и ме пријавија, си работа. Што 3 работевте месеца. на оваа дестинација? Работев продажба во ланец на хотели. Они имаат ланец на хотели и продаваш како пакет да станеш член во таа групација на хотели, со тоа добиваш посебни бенефиции. Брзо тоа не се потребни некои документи или? Не, они буквално Све ти средува, све ми да. средува, документи, сметка во банка ми Видиш како отвори. едноставен систем. Кај нас да се случи тоа, мислам дека малце покомплицирано. Ево сум јас на 4 или 5 години? Не, лажам. 8 години. Ова е позиција од југа што се вика Шкорпија, мене ми беше омилена. И татко многу сакаше на часови да ме Да ја ги практикувате. повеќето беа повозрасни жени. И ќе Зашто ми е рече, добра ајде, оваа одиме позиција? Шкорпија. Секој од позициите на јога имаат некакво значење и се добри за телото, за циркулација, да речеме, за секоја и поза има одредена. Па добро, тука многу се работат грбните мускули, флексибилноста и е, мислам, и силата, контрола, сила. Нели имаше, зборот ми беше од оние на неколку 5 или 6 позиции на јога кои што вела доколку сакате утрото да го започнете со енергија, има од тие некои Поздрав на едноставни сонцето. да, Тоа е поздрав на сонцето. да, има одредени Да. неколку вежби со кои што едноставно можете дома да си ги направите и некако така да го започнете денот. Еве го поздравот на сонцето или Да. поздравот на Ете го поздрав на сонцето. Овдека оваа слика е интересна. Тука имав договорено фотосесија и баш пред оваа фотосесија дознав дека сум бремена со првото дете, па велите ајде додека фотосесијата, телото. да, Колку може телото да го вратиме во комплетна форма како што посакуваме по бременост? Па мислам дека телото може комплетно. Повеќе може да има проблем околу кожата, меѓутоа за тоа може Доктор Сања е доктор тука. Сања да каже. Ама телото мислам дека може целосно да се врати. Можеби колковите се шират и тоа не е нешто што Е лошо. се па да, или може да се врати да се смалат пак колковите. Така. Мислам дека природно ни се шират колковите за време на бременоста. Хормоните ни забегуваат, но да. Меѓутоа за другото мислам дека све може да се да се врати. Да. Одлично. Да ги погледнеме фотографиите од Маја и да ги коментираме истите. Овде, ова е со понов датум фотографија, мислам дека е минатата година.
Овде предавам на Академијата за судии и јавни обвинители. За мене е голема чест, затоа што треба да имаш доста искуство, знаење и стручност за да можеш да предаваш на судии. Мислам дека темата беше нешто мобинг, работни односи. Не можам да се сетам, меѓутоа, убав потсетник за тоа дека можеме да одиме, да се развиваме, да растеме, да напредуваме. И да го пренесуваме знаењето. Меѓутоа, Маја, вие веќе навистина имате искуство во тоа и добиени случаи се и навистина што сте вели, имате што да кажете и сте компетентни за тоа. Да, фала многу. Ова е исто така од понов датум, затоа што имам и некоја од постари, некоја постара фотографија. Ова ми е интересна фотографија затоа што ме повика во средно училиште, во училиштето Никола Карев, на како се вели, на учениците да им зборувам за адвокатурата, колку адвокатурата е убава или неубава професија, што е тоа што ме мотивира да работам како адвокат, и позитивни и негативни страни, и на крајот направивме една заедничка фотографија со професорот и со учениците. Ова е во Охрид, чинам 2013 година, не се сеќавам, меѓутоа се сеќавам колку бев млада, значи некои 24-5 можеби години. На почеток на... Да, а при тоа јавно говорам пред 200, мислам 150-200 синдикални членови. Мислам дека синдикатот беше за здравство. И доста трема имав, можеби една од, да речеме, првите фотографии или првите обуки, меѓу првите, може да не прва, ама меѓу првите обуки, кои што сум ги држала на оваа тема и така ме потсетува на тоа време. Исто фотографија од 2013 година, сликана во Брисел пред зградата на Европска комисија. Убаво искуство, бевме и внатре како група од Македонија. Точно на темата не можам да се сетам, меѓутоа најмногу за тоа што работи Европската комисија. И многу ми е интересна фотографијата затоа што сум така деловно облечена, сум качена на дзидче, не знам зошто. Веројатно се видам поубаво или можеби да се гледаат изнамињата подобро, не знам, меѓутоа ми е така интересна, впечатлива. Ме потсеќа на патувањето во Брисел. Ова е во Берлин сликана, исто на млади години, 2012 година. Мислам дека обуката беше нешто предприемништво или младите во предприемништвото или лидерство, така. Многу обуки, семинари, работилници, панел дискусии сум посетувала и искрено кога денес ќе имам кандидати за вработување, кога ќе слушнам дека немаат посетено ниту една обука работилница, мене ми е тоа чудно. Да, чудно затоа што треба да се инвестира. Треба да се треба да се инвестира во теоријата, меѓутоа и практиката и сето тоа кое што одите таму и го слушате. И да се стекнат затоа што денеска секој има, скоро секој има завршено факултет, меѓутоа вештини и способности кои што треба да се има дополнително и како се важни барем за во адвокатската професија. Така што еве и мислам дека денеска секоја професија веќе си го бара тоа на дополнување што се вели над можеби над дневно неформално образование, затоа што се некако брзо се случува во било која професија. И затоа што и конкуренцијата расте, еве да речеме и адвокати има многу, меѓутоа малку се оние кои што се добри и квалитетни, кои што имаат одредени вештини или познаваат повеќе јазици и така натаму, така што ние мора да се движиме напред. Во однос на оваа фотографија, ова е на една панел дискусија за врсничко насилство и во врсничкото насилство сум доста вклучена, односно во превенција на врсничко насилство. Да, и тоа е актуелна тема. И тоа е веќе актуелно, да, веќе повеќе нели многу се препознава, се бараат мерки за заштита и така натаму. Затоа што и во минатото го имаше, само што гласно не се зборуваше. Така е, или беше прифатено како нешто го немало, го имало. Од секогаш го имало и мобингот и врсничкото насилство и секој облик на насилство го имало, меѓутоа или сме го сметале како нешто нормално, или веројатно не се зборувало толку многу за истото. Така да ова е таа фотографија за врсничко насилство. Ова е
Еве не Анкица. Многу интересна фотографија Да. и мислам дека е сега скоро направена, можеби има еден месец. И со Анкица се дружевме минатиот понеделник. Така. Најавивме тоа што Да, е кај најавивме нас тоа шоу, што е детално, кај- максимално. А Да. Маја, извинете, Не, повелете. нема проблем. Анкица беше, уште моја клиентка која што еден од случаевите за мобинг ги доби токму таа. Да. Овде сме да прославиме за големата победа и за 3 или 4 години судската борба низ лавиринтите, низ судовите, прво степен, па второ степен, па пак прво степен и така натаму. Неизин колега од истата телевизија исто така доби мобинг, односно доби случај за мобинг, исто конечно завршен. Секоја чест за храброста. На чест Анкица за вас, кога да. Анкица кога почна и велеа мобингот не се докажува. Мобингот нема да го докажеш. Зошто си губиш време, пари, труд, енергија? Анкица веруваше и во мене, и во себе, и во незиниот случај и на крајот сето тоа се исплатеше. Секоја чест за вас, огромен поздрав до И Анкица, е која е пример како за храбра сите жена. останати. Да, таа баш кажуваше, вели Маја, од кога ја ставивме заедничката фотографија, Многу ми жени пишуваат пишале. и луѓе, ги Да, охрабрувам, се беа ги мотивирам, вика со ова што го направи, викам баш ми е Секоја драго. чест. Голем поздрав до неа. Да, Вашето ова е најголемо богатство. новогодишна фотографија со сопругот и дечињата. Имаме една звезда измеѓу, но Да. не. Сите се звезди на свој начин. Голем поздрав до доктор Злата Мехмедовик, кој е извонреден во својата Секој пат е професија. тоа излагала знаете, презрет на да, здрава да. Македонија, да. Да, ова се дечињата, поголемкото е прваче, помалото скоро 3 години и така. Супер. Да. Ви благодарам, Маја, за оно што го споделивте и јавно ни покажавте. А бидејќи од доктор Сања технички немаме можност, затоа доктор Сања од мобилен, јас одбрав нешто од вас, па се надевам дека ќе успееме да го коментираме. Да. Ете, ќе ни извинат гледачите што од мојот мобилен телефон ќе ги споделиме сликите, но сепак во интерес на Пази што ќе времето споделиш само тема. да не свртам некоја моја приватна фотографија. Доктор Сања, додека го гледате на екранот, коментирайте што гледаме. Вака, не знам од која причина, мислам фотографиите беа одбрани пратери од претходно. Да, не е важно, Не меѓутоа е ја важно, гледаме, да. да. Ова конкретно е фотографија од еден од кадавер курсевите, конкретно ова е во Египет, И организиран. во работна униформа. Во работна униформа, ова се оној тип на курсеви кои што ги организираме и на кои што присуствуваме со цел да ги подобриме нашите анатомски вештини, нели, Така. каде што во принцип работиме инекциони техники на кадавери, после се прави дисекција за да може точно да се одредат нивоата на кои што е инјектирано. Така. И како важно за една континуирана едукација, да бидеме подобри секој ден, нели, и конкретно да можеме да го пружиме баш најдоброто за нашите пациенти. Оној што го споменавме на самиот почеток, битноста во стручноста и посветеноста на работата. Так. Ова верувам повторна едукација. Ова конкретно е Peelings and Injections, еден од најголемите конгреси на Skintech Pharma Group, кој што се организира, ова беше во Мадрид минатата година, на кој што присуствува повеќе од 500 лекари од целиот свет. Јас ја имам привилегијата да работам и како интернационален едукатор за Skintech Pharma Group, што значи дека буквално имам едукации низ целиот свет за колеги кои што може да ги направиме во собствената земја, да, или пак на некој од големите конгреси. И навистина е огромно задоволството кога можеме да го споделиме нашето искуство со лекарите од светот. Така. Ова е истиот конгрес, ова бевме предавачите на тој конгрес, група од 10 лекари од целиот свет, од Европа, Middle East, Африка, од Јужна Америка лекари беа присутни на таа конференција. Интернационална. Интернационална, да. Така. Ова е интересна фотографија. Ова е доктор Филип Депре. Ова е човекот кој што е татко на хемиските пилинзи, буквално оној кој што стои позади формулациите на хемиските пилинзи. И јас ја имам привилегијата буквално денес да работам со него на бројни едукации, а секако и да ги научам техниките директно од првиот човек кој што во суштина Одлично. ги има создадено хемиските Одлично. пилинзи на светско ниво. Ова е од еден конгрес во Египет, ICC, ова е еден од
ова е најголемиот конгрес во Middle East регионот. Минатата година имав свое предавање конкретно на тема Tesla Former и Sonic Shaper во комбинација за обликување на тело. Она што го споменавме и во првиот дел. Така е, да. Супер. Кога зборуваме, убаво и да погледнеме пред и потоа. Ја одбрав фотографијата затоа што се е прекриан идентитетот и верувам има одобрение за да се сподели. Така е. Никогаш не објавувам фотографии без согласност од пациентите и исклучително внимавам да биде сокриен идентитетот. Тука имаме и согласност за истата да биде објавена, затоа е објавена целото лице. при Точно. Што е направено тука, доктор Сања? Конкретно овде може да се види апсолутно природен изглед, комплетно задржана индивидуалност кај пациентот, а е работено конкретно со лифтинг. Да, благ лифтинг, благо подкревање, суптилна промена нели на оние први видливи брчки на лицето, односно еден процес на подмладување, освежување на ликот без при тоа да се смени ништо во личниот опис. Да се прекрши на гравитацијата. И кога сме кај неголемото богатство, интересна фотографија во срце. Ова е фотографија за мојот роден ден минатата година. Тука го прославивме во Занзибар, во Африка. Супер дестинација. Да, ние практикуваме со децата да се движиме на различни дестинации, затоа што едноставно покрај она што ќе го видиме нели како убав момент на сите тие дестинации, навистина сакаме да им покажеме и култура, односно како луѓето живеат низ светот. Нели да се види како живееме ние тука, па како живееме во Африка. Освен хотелот и плажата, да се погледне нешто друго. Значи некогаш навистина примерот каде што ќе отидеме значи дека гледаме многу поубави, поатрактивни дестинации, можеби многу полуксозен начин на живот, но конкретно тука беше интересно да се види Африка и како и децата во Африка живеат. Така да беше баш убаво. Доктор Сања, се надевам дека ви се допадне изборот за вас кој го направи. Ви благодарам што не ми замеривте и пријатно ви изненадив, но во интерес на времето и на она што сакаме да го споделиме, успеавме тоа да го направиме на еден различен начин. Дали постои прашање што не ви го поставив, а сакате да го споделите со целата македонска јавност? Еве, доктор Сања, да започнеме со вас. Мислам дека имавме многу убав разговор, многу спонтан, природен разговор денес. Како за утринска емисија да се бајаме убаво друштво, така да навистина ми е задоволство што бев дел од денешната утринска програма. Што би им препорачале на дамите, особено во овој период, бидејќи сте дерматолог, некако од зимата кога доаѓа пролет, сепак кожата изложена нели на тоа топло, ладно, беа распустите, што е оназначено, кое што би сега требале да го преземат за да направат некоја нели освежување на своето лице за да спремно го дочекаат пролета па и летото. Факт е дека овој период пролетен сите се будиме, нели нормално е дека сакаме нешто повеќе да направиме за себе. Она што го чувствуваме во овој преоден период, нели кога имаме промена на ладен кон топол период, дефинитивно повеќе можеби да се чувствува тој тип на дехидрираност на самата кожа. Едноставно имаме потреба од малце повеќе да посветиме внимание во правец да ја освежиме кожата, да ја изхидрираме подлабински, нели да посветиме внимание генерално за негата на самата кожа, се со цел првенствено да имаме здрава негувана кожа, а понатаму како следна фаза нели да размислуваме за она што значи нели подмладување и така натаму. Добре. Маја, дали има прашање кој што не ви го поставивме, а сакате да го споделите? Име како можеби некој охрабрување. Да, само како апел, охрабрување за сите кои што се наоѓаат во ситуација да трпат психичко или полово или можеби заедно вознемирување на работно место, да не се плашат, да не стравуваат, да се охрабрат, да не молчат за проблемот, да изберат стручна помош, да побараат стручна помош за да може да го решат проблемот додека не го загубиле здравјето. Убаво кажано. Ви благодарам што и јавно исподеливте фотографија, која што е одличен пример. Верувам дека и кај вас и кај Анкица стигнале низа на коментари на жени, мажи кои што се уште стравуваат да пријават и да се охрабрат да го решат проблемот. Анкица е типичен доказ и пример дека мобингот во Македонија се докажува и дека не е важно кој е од другата страна. Дали е управител, сопственик, моќник и така натаму. Во ситуацијава и така беше. Значи Анкица застана храбро. Дека силата не ја победува правдата. Така е, застана дека и сепак има правда во Македонија. Така е.
Покрај оние сите примери кои што може би ги слушаме вака и нема, дека не функционира системот, така натаму, но и оној другиот пример кој што го кажате, сепак ке не бира пол, се работеше и за незин колега, што е исто добро да се каже, дека мобингот не се прави само врз жените, може тоа да биде и на машко. Така е. Баш беа Анкица и уште еден незин колега од машки пол, така што убаво заклучивте дека не е само према жените и не е полово, туку во двата ситуации беше психичко вознемирување. Затоа што мобингот може да биде и полово, да разграничиме. Во нивната ситуација беше и во двата случаи психичко. Само психичко вознемирување. Не радува дека споделуваме убави вести и убав резултат на крајот. Ангел, прашање кој што можеби не ви го поставивме, а сакате да го споделите? Па еве вака, јас мислам дека би било поконкретно можеби да бидејќи сама кажавте после бременоста се вративте со реформа и баравте нешто да речеме нели како би се вратиле во форма, па еве како една препорака, верувам дека би ги охрабриле оние тазе мајки. Не гледаат многу трудници, така е, многу мајки на породилно отсуство на некој начин, а не се од оној тип кој што да речеме би влегле во теретана или би трчале на кеј, а потребна им е физичка активност и да се вратат нели во некоја форма со која што пред се заради здравјето би биле задоволни, а после нели естетскиот дел доаѓа нели и убавината на крај, која би била вашата препорака, која на некој начин динамика и што е потребно да се дојде да се вежба на реформа? Па вака, моја препорака со моето долгогодишно искуство со вежбање е дека секој треба да проба и мора да најде начин каде ќе се пронајде и што ќе му се свига. Тоа не значи дека е нешто што ќе биде за секогаш, баш напротив, според периодот од животот во кој се наоѓате, треба да најдете нешто што во тој момент ви одговара. Можеби конкретно во еден момент ви одговара само 20 минути од сабајле да извежбате дома, некогаш ќе сакате да одите да се социализирате, да посетите теретана, некогаш може би треба повеќе мир, да се свртите кон сами себе, па ви треба индивидуален некој тренинг, така па ќе ви се допадне реформер. Во секој случај сите ги охрабрувам да најдат нешто, бидејќи е многу важно преку вежбањето исто многу се работи на психичкото здравје, бидејќи грижата за себе. За себе, да, многу помага, многу е важно и барем 20 до 30 минути секој треба да најде начин и време во текот на денот да направи некоја физичка активност, да се раздвижи, да го размрда телото, да се подобри циркулацијата во телото. Не е тоа само за физички изглед, да, тоа се бенефици, меѓутоа пред се за здравјето и менталното здравје. Но и телото доста нефункционално. Мислам дека она круцијалното што луѓето не го разбираат кога човек се препорачува да биде физички активен е да останеме витални пред се. За нели витални во смисла на мускулите и сето она кое што треба да не служи во текот на животот и кога станува зборете за дали некој повреди или постпородилно е она многу важно затоа што како што кажав и вие како што кажувате, нели естетиката секако е оној мотив кој што дополнително ќе не воли понатаму да сме физички активни, но пред се тука се работи за здравјето. За здравјето, дефинитивно. Така, етика и естетика некако идат рака под рака и на крајот ова утринско гостување, бидејќи вчерашниот ден беше 8 март, би ве запрашала и би ве замолила сите да една честитка да упатите на дамите, на понижниот пил и што за вас значи 8 март. Повелете ве, Ангела, да започнеме од вас. Да, би упатила честитка до сите жени, сите мајки, среќен 8 март на сите. Јас многу не го славам тој празник. Мислам, мене лично ми нема некој големо значење, бидејќи мислам дека секој ден треба да ни биде 8 март, меѓутоа да ги охрабрувам сите Добро, но мора да има еден датум кој што е нели така официјализиран, а секако дека како што велат и секој ден може да биде нова година и не, но така. Убав датум да се потсетиме на вредностите што си ги носиме ние како жени, да се и на борбата која што ја водиме секој ден. Да дадеме почити на нашите мајки, на сето она кое што нели во светот и како движење го имаме како жени. Истото би го порачала и јас, да бидат храбри, истрени, силни. И доколку имаат мобинг да ви се обратат. Да, секако. Доктор Сања? Јас едноставно би посакала жените да бидат и малце повеќе среќни, доволно се силни, ама едноставно да си посветат малку повеќе време и на себе, да не заборават грижата за себе. Точно, затоа што дефинитивно треба жените да бидат и среќни.
Така. Убаво кажавте на самиот крај. Срекна жена е убава жена. Вам ви благодарам што и денеска ни посветивте време и внимание. Се надевам дека бар малку ве направивме срекни со сите оние содржини кои денеска ги донесовме во вашиот дом и ја потикнавме, можеби и задрживме насмевката на вашето лице. На дамите им благодарам што час и половина одвоја да бидат во нашето студио, а вие и натаму не менувате го каналот, бидејќи сме најдобрите на македонскиот етер.